По направената ревизија, Министерството за земјоделство води постапка за раскинување на договори за издадени 20.000 хектари земјоделско земјиште. Контролата покажала дека концесионерите не се придржувале кон склучените договори и добиеното земјиште ниту го обработуваат, ниту пак е засадено. Вака истакна министер за земјоделство Лјупчо Николовски, кој подлече дека ќе се контролира сето издадено државно земјоделско земјиште под концесија. 20.000 хектари дополнителни се водат постапки внатре во Министерството како резултат на самата ревизија, се водат постапки кои што се иницирани од наша страна низ судските органи, за да бидеме сигурни во делот на раскинувањето на договорите, односно секој дневно ослободуваме земја која што била ненаменски дадена, земја за која што не се почитуваат договорите, и повикувам и апелирам да се почитуваат договори. Во моментов тече оглас за доделување државно земјоделско земјиште до 3 хектари во Свети Николе, но и во атарите на скопските општини Карпош, Кисела Вода, Чари, Гази Баба, со површина од 1750 хектари. Министерот Николовски вели дека во наредниот период ќе има огласи за 12.000 хектари земјоделско земјиште. Ќе правиме ревизија, ќе раскинуваме договори секаде каде што тоа ќе биде констатирано дека има неправилности, и тоа се прави, се враќа земјата во владение на Министерството и ја даваме на нови огласи за закуп. Тоа го правиме сега паралелно, приоритетно за сточарите, и во следниот период, односно во овие неколку седмици на влада, ќе поминат одлуки за околу 12.000 хектари слободна земјоделска земја на ниво на цела Македонија. Земјоделците изминативе години реагираат дека тешко се добива земјоделско земјиште и слободните парцели обично се доделуваат на поединци и фирми блиски до функционери или до власта или до Министерството за земјоделие.